Стручните работи за реставрација и конзервација на мозаикот и на архитектонскиот дел од споменикот на слободата се завршени, а по тој повод денеска општина Кочани беше домакин на амбасадорката на Соединетите Американски држави Анџела Агелер и на министерот за култура Зоран Љутков. Санирањето на оштетувањата на споменикот, чија изградба е завршена во 1981 година, се реализираше со финансиски грант од $245,000 американски долари, што ги обезбеди амбасадорскиот фонд на амбасадата на Соединетите Американски држави. При посетата на објектот, амбасадорката Агелер го истакна задоволството од завршените работи и од можноста што со поддршка од американскиот народ е зачуван важен монумент од историски и уметнички аспект. I am so honored and privileged to be a part of this and to recognize the extraordinary work of these Macedonian artists and also the artisans who restored this great project. It's really also a great honor to be here with the wife and the daughter of Chemersky today, and those who really approached this project with so much personal love and care, and it's just such a pleasure to be here. So we are very honored at the Embassy to be able to support these through the Ambassador's Fund for Cultural Preservation. And I hope this is something that all of the citizens of North Macedonia can treasure, can visit, can really embrace as part of the very rich heritage that they do enjoy here. Министерот за култура Љутков истакна дека споменикот на слободата во Кочани, чии автори се уметникот Глигор Чемерски и архитектот Радован Рагеновиќ, е огромно архитектонско и уметничко дело што треба да се зачува. Посебно ми е драго што имаме едно одлично пријателство со Соединетите Американски држави, кои што се наши стратешки партнери и во делот на политиката, и во делот на економијата, но посебно ми е драго што се наши блиски партнери во делот на културата и што заеднички заживуваме повторно овакви значајни споменици и голема благодарност за помошта во делот на зачувување на нашето културно наследство. Во делот на овој проект, значаен проект, амбасадорскиот фонд има обезбедено грант од $254,000. Носител на грантот е општина Кочани, а стручниот надзор, професионалните работи ги вршеше Завод и заштита на спомениците на културата и музеот од Штип, и посебно ми е драго што еве конечно отвараме еден ваков значаен споменик. Градоначалникот на Кочани Љупчо Папажов упати благодарност за поддршката околу реконструкцијата и заштитата на споменикот, оценувајќи дека приоритет во иднина ќе биде тој да се зачува од атмосферските влијанија, но и од вандалското однесување на поединци. Времето во кое е граден овој споменик и амбициите со кои е пристапено во реализацијата на еден мозаик од 330 метри квадратни, кој е сериозен уметнички потват и архитектонски, се сериозен предизвик, особено за времето во кое е започната градбата. Затоа врската е да се грижиме добро за ова културно наследство, заради тоа што зборува за историјата на македонскиот народ, заради тоа што е влезен во регистарот на споменици на културата заштитени со закон. Имаме оврска да го чуваме и за идните генерации и за идните времиња. Сакаме да го оживееме со поголем број на настани, со поголем број на луѓе присутни на овие простори, во исто време да обезбедиме физичко обезбедување, видеонадзор, осветлувањето е веќе завршено и очекувам дека граѓаните пред се ќе го чувствуваат како свој простор и ќе учествуваат во грижата за зачувувањето на ово и културно и историско наследство. Со реставраторските работи обновени се скоро 80% од споменикот кој имаше сериозни оштетувања и на мозаичните фризови, но и на целата архитектура во амфитеатралниот дел и во околниот простор.